Рашковски, премиере, цела влада, сите граѓани на Македонија, треба веќе конечно да се свестиме, да се сплотиме околу една работа, да научиме една групација, една група на луѓе, дека не се над законот, дека или тука ќе владее правото и законите, или нема да не биде. Утре и уште 16 градоначалника да се сменат. Најсовршениот модел да го донесете на градоначалник од некоја продукт на некоја вештачка интелигенција ќе биде немоќен ако не натерате одредена група на луѓе да го смени менталитетот и да свати дека живее во цивилизирана средина и дека мора да ги почитува правилата и законите на таа средина или држава или општество, како сакате. Намерно реков за одредена група на луѓе, не ја етикетирам по етнички основ, за да не бидам сватен погрешно. Имаме некои настани кои што нонстоп се повторуваат, а тоа е тоа бахато однесување на одредена група на луѓе кои што мислат дека се бели мечки и кои што секој обид да се дотераат на памет го сваќаат како, тоест секој обид врз нив да биде спроведен некаков закон и ред го етикетираат како напад по нивната етничка припадност, што е целосно фуцано, би рекол, веќе видено, и тоа мора да престане веќе државата, законите, луѓето од судството, луѓето од редот и законот, да почнат да се однесуваат, што се вика, според правилата и прописите, според книгата, а не според тоа како некој се осеќа или не се осеќа, доколку нели го крши законот, значи треба да биде санкциониран. Сите ние сме уморни од двојни аршини, од негативна селекција, без разлика дали тие двојни аршини доаѓаат од ЕУ или се резултат на една востановена практика, би рекол, кај нас овдека, дека едните се секогаш малку позаштитени од сите останати. Непријатно е, ако се сеќавате, некогаш одамна беше пајакот, што ја удри полицајката, па полицајката таа што наводно беше удрена од пајакот, од оној пајакот, нели, што крева возила, сама се удрила од него, а уствари вистината беше малце поинаква. Сите знаеме каква беше, дори мислам дека мораше после тој настан и се исели од држава девојката. На сметка на тоа што некој цеп, кој што ја нападна, заради тоа што сакала да го казни, веројатно уште тука и веројатно дрма и прави што сака. Не знам што е со него. А за полицајкава разбрав дека веќе не живее тука и ова колку е точно. Не знам, но мислам дека е точно. Последниве денови тој бахат однос кулминираше со она повторна трагедија во градски парк, кога од чиста мира невин човек го загуби животот, Југо, човек кој што на сите им помагаше тука во мало, кој го знаел, ја не сум од тоа мало, но знам луѓе кои што живеат во тоа мало, така да го знам и човеков, мислам, знам кој е, им спомагал на многу луѓе тамо. И добро е што е уапсен сторителот, затоа што вечерта имало од луѓе ми кажуваат кои што биле присутни тамо, комши на Југо, дека бил огромен притисок, пошто дошла фамилијата, имало на овој сторителот или што и да е, пошто не можеме да кажеме, пошто уште не е презумција на невиност, не е нели осуден, и уште тогаш се вршеле разни притисоци вечерта. Тие што дошле во негова корист се однесувале многу чудно, многу така, многу нака, но сепак се случували некои други непријатни работи за кои што не можам сега да зборам, затоа што нели немам до крај некои информации, треба да се прејавувам кај луѓе да ме објаснуваат, тоа немам намера да го правам, ми ја свеѓате поентата на мојавето. Тоа исто така за ден-два кулминира и со онаа вчера советничка од град Скопје, кој што беше, замислете, нападнат од инспектор во МВР. Да му земеш некому насилно мобилен, тоа е веројатно физички напад. Особено ако си во позиција фатен на дело како копаш некој си бив приклучок за вода.
Среќа што ова не е некое дамнешно време, па има многу камери демнат околу, што нашите мобилни телефони, што тие за надгледување, што се камерите, што се ставаат во околни банки, фирми, продавници, така натаму, па среќа што понекогаш може вистината да се утврди на тој начин. Дискутабилна е улогата на еден полицај што се најде на местото на настанот. Со право е револтот на таа советничка, не знам која е и не е ни важно која на крајот на криштата која е. Во незиниот глас, кога бараше од него да ја заштити, се осеќаше целата наша немоќ, овие 30 години гледајќи таа бахатост на одредена група на луѓе кои што прават што сакаат и на кои што законот ништо не може. Претходно бевме сведоци на нешто што го откри сегашната градоначалничка, која што без разлика како го водеше градов сиве овие години, дали спиеше или не спиеше, дали ова, дали она, откри работи по кои што државата, моје мислење, мора да реагира. Пак е тргнем од онаа моја предпоставка, дека едноставно некои работи треба брутално да им се стаи крај, како Александар со Гордеевиот чвор. Тоа не можеш да го размрсуваш, тоа не можеш да се надеваш у некој политички договор, политичка волја, дај да се договориме од сега да владее законот, да владее правото, дај сега нема да... Не. Тоа се пресекува со меч. Брутално. Нема извини, нема ова, нема објаснување, тоа се пресекува и се става крај. Ке видите како одма ќе научат како треба да се однесуваат. Не можеш кога си у Швајцарија да се понашаш цивилизирано, да пазиш дали ќе фрлиш хартиче на улица, од страв да не ти дојдат одма цајкани да те пишат некоја огромна казна, и кога ќе доеш овдека у Македонија на одмор или кај да е, или да ги видиш твоите или не знам што, да се понашаш како најголем примитивец и да те боли курац, знаејќи дека никој ништо не ти може овдека. Дека можеш да правиш што сакаш, дека ти е све дозволено. Джабе ќе везете. Ви реков, сега веќе има локални избори. Секој нов градоначалник што ќе биде избран, Сизифов камен ќе турка и нема да биде успешен у мандатот. Дури да има желба нон-стоп да го турка каменот, нема да го биде успешен. Ако овие работи не се средат. Ако конечно не се знае у државава колко ме јебе матери зашто. Тоа е основното правило, како у драматургијата, у театарот што викаме ние, така и у животот, затоа што тоа е универзално правило, универзален закон, Божји закон, како сакате кажете го. Мора да се знае колко ме јебе матери зашто. Секаде кај што не се знае колко ме јебе матери зашто, имате распад на системот. Дали е тоа фамилија, дали е тоа работна организација, компанија, како сакате. Држава, екипа во спортот, тим некој, каде сакате. Тоа мора да се знае. И нас како народ, ние како луѓе, верувам на сите, без разлика по етнички клуч, преку глава ни на сите да ги гледаме тие мали богови, кои што се осеќаат, се чувствуваат дека се недопирливи во некои локални микросредини, бутнати тамо. Никој не го знае на светов, ама никој ништо не му може, пошто е некаков моќник негде бутнат, дали во МВР, дали вамо, дали тамо, и го штити и партија ова, прави што сака. Прави што сака. Може да те нападне, да ти земе мобилен, да ти направи нешто после. Пази, кога тоа го прави пред очите на камерите у јавност, на советничка на град Скопје, која дошла да му каже дека тоа што го прави нелегално и дека е противзаконски и дека тоа треба да се санкционира, уште добива сила. Место да проба, еве го фатиле, циле миле, видете, извинувам, дајте ова да еве веднаш тука, немојте ве молам, имам работа во МВР, имам ова, некем да ја за... Не. Првата реакција е напад, агресија. Тоа многу зборува у каква средина живееме. Од такви мали моќници, на кои што им е дозволено се случи и кочани.
на 16 март, кога беше тоа. Ако еднаш не го пресечеме брутално, тој Гордиев јазол што ни ги стега шиите, што не ни дава да продишеме слободно, што не стега 35 години, нон-стоп ке штанцаме такви трагедии, поголеми или помали. Не се секирете. Ако не го исечеме брутално тој чвор, утре ќе ни се случи и поголема трагедија од таа укочени. Можете да бидете сигурни. А вакви поситни ќе ни се случуваат нон-стоп. Нон-стоп. Тоа е као мајепсан круг, ти мора да излезеш од кругот. Кога излезеш од тој круг на курназлаци, беззаконие, агресија, кама под грло, корупција, мито, ти вистина ќе го видиш светот у кој што си живеел од горе, од некоја дистанца, не ме сваќате погрешно од горе, дека треба да отидеме горе па за да го видиме. Него ќе погледнеме, дури тогаш ќе сватиме во каква септичка јама сме живееле. Оти ние сега не сме ни свесни, мислам, ние сме свесни, него сме толку навикнати на тој смрад во јамата, да сме навикнати да као да ви кажам, да не ни смета. Мислам, знаеме дека ни пречи, ама можеме тука да дремеме и понатаму, пошто сме навикнати. Затоа други луѓе од страна кои ќе дојдат тука се чудат, или наши кои ќе отидат со години некаде во странство да работат, ќе се вратат тука месец дена, се потсеќа, гледа, ќе се потсети на смрадот кај живеел и вика јас заминувам. Јас се враќам, не можам овде више. Тоа е тој момент. Кога сваќа дека оне живее, функционира, работи некој систем кај што е среден, кај што е заштитен, кај што се осеќа безбедно. Кај што ако работи, ако плаќа даноци, него ништо не може лошо да му се деси. Дека не може пред зграда, пред прозорот или пред терасата у дневна соба некој да му крене солитер на 15 метра да му го запре видикот. Дека некој нема да му ги сече цвеќињата у двор, дрвата, у двор пред зграда, зборам на јавна површина. Дека некој нема да му ја искрши колата на паркинг и да избега. Дека е сето тоа казниво, дека ќе се санкционира, дека сторителот ќе биде фатен, не зборам за некои покрупни работи. Ви реков и ова кога беше со таа Словенката и претходно сум зборел. Нема од што да се плашите. Нема навистина од што да се плашите. Ја имате и ќе добиете 100% нашата доверба. Со вас, ако треба, пред вас ќе излеземе утре како штит. Ако се однесувате одговорно кон својата заедница, кон својот народ. Кон својот народ, кој ќе кажам, мислам на сите граѓани на Македонија, не двојам никого. Затоа што тогаш народот ќе свати дека се случува нешто друго, нешто поинакво. Ќе свати дека некому му е навистина битно да смени некои работи од корен. Цената е секојаш голема. Ама ќе имате поддршката. 30 и кусур години одиме како по инерција, како да некој не турнал у 91 вака, и ние одиме, некој си така перпетум мобиле се движиме, не знаеме ни каде, ни зошто, ни колку уште ќе успееме така да се движиме пред скроз да застанеме онака. И да паднеме у тотално бездействие или у самоуништување или у исчезнување или у било што. Гледате дека тие од кои што одредени структури наши очекуваат да бидат нашите камшикари, дека они треба да не воспитаат, дека они треба да ни кажат како, дека они знаат, ние не знаеме, они се попаметни, ние не сме паметни, они се постари од нас, имаат по долго колективно сеќавање отколку што имаме ние, они се поцивилизирани од нас. Истите тие гледате дека сакаат да не остават без држава. И не само без држава како курдите, и нешто уште пострашно. Да не остават без народ. Да обезименат еден народ постар од сите нив заедно. Кој што живеел на овие простори уште пред новата ера. Сакаат да го обезличат, да го обезименат. Баш каде те остават без држава. У таква ситуација мора кај нас да се пробуди, да се разбуди тој нагон за самоодржување. И тој пркос ако сакате. Еве како ќе се разбуди.
Ова е начинот. Тргнуваш по твој пат, решаваш да ги промениш работите коренито. Да не зборам за она вчера и за југо кај стадионот вамо кај градски арена Тоше Проевски се. Алиеве зона вчера и за Данела као градоначалник. Да не зборам што тоа се закани директни по незина фамилија, деца, дома, блиски, кон неа како кон жена. Да не зборам за тие работи. Па тука треба тој да го уапсите и тие што и се закануваат подитно и да го обвините по основа на 3-4 кривични дела, 5. Да му натовариш. После се чудиме зашо имало фемициди у Македонија, зашо сме водечки по фемициди у Македонија. Зашо има милион жени у Скопје што се тепани од мужите исплашени или не знам што чутат, некој може се палат на тоа што ги тепаат. Извинете, не ме сваѓате погрешно, има и такви случаи. Кои што тргнаа да испитува, не знам, глупо ова уопште што го кажа в полиција, искача дека тоа им бил начин на поимање на комуникација, ама не ќе да бидам така сватен, го кажав ова за оно што вистина е така. Се плашат, има жени да... Тука треба државата со вакви примери да покаже тоа на дело. Ај што се закануваш на службено лице што дошло да се врши должноста, тоа е едно кривично дело. Ај што се закануваш по животот на некој. Второ, ај што се закануваш по животот на неговите блиски, така. Четврто, човече, се понашаш, се закануваш на жена, го загрозуваш незиниот физички простор. Ја спречуваш да си ја врши работата од позиција на сила, на моќ. Мислам дека се разбираме, значи, или ќе се смениме, ќе тргнеме да правиме еден свој пат, наш, да го поплачуваме, ама по нови правила на игра. Она што било, више да не биде. Тоа што било, како сме се понашале, однесувале во одредени ситуации, да го покриеме со земја. Умерено. Инаку, кој да дојде утре, и за градоначалник, и на властиот, истиот маѓевсан круг ќе биде тоа. И сите ќе се прпелкаме у него како мртви риби кои ќе извадиш, како овие риби кои ќе извадиш риба од езеро, од море на Су. Такво чувство имам дека тука така живееме 35 години. Ја да се плашам од некоја джукела која што ми гради зграда, ми го блокира видикот или ми ја краде струјата, ми ја краде водата, да се плашам да го пријавам. Не бе, драги мои министри, премиере, не. Он треба да се плаши. Он е тој што треба да се плаши, тој што го крши законот. Да се плаши дека првиот комшија ќе го издаде утре. И да не му падне на памет да се закани, зашто бил предаден, издаден, истастиран, исцинкарен од некого. Да биде свесен дека тоа го заслужил, дека еден ден некој ќе го исцинкарал, ќе го фатат. Не бе ние да се плашиме. Не градоначалничка ли е обична жена, ли е советничка ли е град Скопје, јавно да излегува да кажува дека и сериозни закани прима по фамилија за колку толку да се заштити од напад евентуален физички. Затоа го прави тоа. Меѓу другото и затоа го прави. Од јавно кога искочиш со таква работа, дека некој ти се на некој начин ствараш некој си и ги кажаш имињата кои ствараш некој си заштитен круг околу себе, да не смеа да тргнат по тебе. Затоа што тогаш веќе јавноста ќе мора под притисок тие да бидат гонети и така натаму и така натаму. Но џабе еден човечки живот ако изгубиш или не дај Боже некој од незина фамилија и така натаму. Не бе луѓе, не Данела, не оваа советничката како се вика, не Станко Петко, не некоја жена тамо што ја или девојка некоја што дечкото ја крши од чутек. Не жртвите, агресорите, предаторите треба да се плашат, не да се плашат, да се усрани од страв. Да се усрани од страв. Дека ако законот ги најде, ги фати, дека нивниот живот тука завршил, ќе скапе у затвор. Тоа е одлика на цивилизирана држава у која што важат законите, у која што владее правото. Пристојните луѓе
оние кои што се пристојни граѓани у било која смисла на збор, кои што си ја гледаат својата работа, кои што си одмируваат своите трошоци, расходи, даноци, како сакате кажете ги, државата да ги награди со тоа што ќе им даде безбедност и можност да се развиваат приватно, професионално и така натаму. Да се шират фамилии мамо таму, да им обезбедат услови за да шират фамилии и така натаму и така натаму. Све друго е во корис на овие џукели кои што си дозволуваат се, затоа што мислат дека се недопирливи.